Čekam, Java Dzicze. Babo Јас сум Ванчо Арсов од Кочани, Долни Подлог. Тука сум околу 10 години у Скопје, од 2001 со семејство четворочлено, двајца синови големи и сопруга. Цел живот по Кирија го поминав. Ова од вчера е за мене нешто ново и нешто интересно, што мислам дека ништо не е случајно, па ни оваа работа не е случајна. Сакав да се уклучам во ова сета работа, значи да мал придонес, ако може да дадам. Околу името, мислам дека тоа е една основна работа, што сите што не учат за демократија, првото и основно е да се сите кажеме дали сме македонци, што сме по национално, значи тоа да ни е основно право, да можеме да се себе представиме онака како што ние се чувствуваме. Јас сум Борис Видевски. Еве овде присуствувам повторпат на штрајк со глад за непромена на името. Исто така присуствував и на првиот, сега вториот, ако има трети, на третиот ќе биде. Целосно се давам со душа и со целокупната моја ментална енергија за посветување на овој штрајк за неменување на името. Мојата баба била војвода Неда Комита и сите мои предци по мајчина и по татковска линија се бореле и ќе се борат секогаш за оваа наша држава. Значи се пронајдов себе си, некако ми се отвори душата и ко мојот дух да се израдува, да процвета. Јас сум Никола Бомбас. На прстите од една рака може да се избројат земјите кои дале фундаментално значење на цивилизацијата и на човечанството. Едно од нив е и Македонија. И токму денес, прето во позадината на шаторот од каде што се мина, кои штракуваат со глад, сака да одбележат и да кажат дека имаме корен македонски. Македонски кој како име е светол, зрак, сончев, кој на сите страни во земјата и надвор сме обележени како македонци, така и ќе остане. Чинам дека јазикот македонски, кој имаме кодот на многуте јазици на светот. Јас сум денес горд на плоштадот, каде што ме обкружуваат и гравитираат многу споменици, кои евоцираат спомени од историјата, митологијата, но и од новата историја, во кој што младите денес ја осознаваат правата историја. Останавме привезот на држава што ја нема. Како може така? Тоа е чудно и смешно име. Требаше да не го примиме овој извештај, бидејќи нема име и презиме на кој се однесува. Да. Јас им велам, се викам Лилјана и кој ќе умрам и сега и на гробот ми пишува. Како може без име? Една мушичка има име, а ние да немаме име. Тоа е срамно. Je m'appelle Liliane. Je ne voudrais pas changer mon nom. Et vous, voulez-vous changer votre nom? Non, mon nom non plus. Et pourquoi vous voulez changer le nom de la Macédoine? La Macédoine, c'est la Macédoine. Nous n'avons pas l'histoire
Ту les histoires sont nos chants. Само песните се наша историја. Ние никогаш не сме имале напишана историја од наши луѓе. Песните, не постои песна без да се спомне Македонија, како да ја викаме сега. Јас, Македонија си е Македонија. Не е Скопјанка. Јас сум, да речеме, во Велес родена, омажена во Битола, живеам во Скопје. Сега како да се викам Скопјанка? Тетка ми се викаше Македонка. Сега да викам Скопјанка, како да викам? Ние сме Македонија, кој сака да не прими, да. Кој не, ние го неќеме. Ако тој не неќе, ние ги неќеме. Штрекувам со глад, односно протестирам против можноста за промена на името. Сметам дека името Република Македонија на нашата држава не треба и не смее да се промени под никаков притисок. На овој начин јас лично сакам да дадам свој допринос во таа насока, за да не се промени името и да не остане нашето име на државата Република Македонија. Јас сум Лазар Јовевски. Дојдов да излезам поддршка на моите пријатели и сограѓани кои што штрекуваат со глад во врска со непромена на името. Јас знам дека они немаат ништо против никого. Напротив, туку ги сакаат сите луѓе на овој свет. И дека ова што го прават е инспирирано од само една и едноставна причина. А тоа е дека во љубовта и во Бога сме сите исти и сите еднакви. И сите имаме право да бидеме тоа што сме или така како што се чувствуваме. Во таа смисла, ако некој се чувствува македонец, треба да му се дозволи тоа и да биде. Кој како сака нека биде. Само да бидеме сите сплотени и воедно. Не само овде, туку секаде. Благодарам. Јас сум Маја Љубевска. Денес сум овде да изразам огромна поддршка со сето мое срце и душа на сите овие луѓе кои што се дојдени тука, за да се зачува нашето име на нашата земја, која што со векови постоела и ќе постои секогаш, и едноставно во нашите душа и срца секогаш името ќе остане Македонија, никогаш нема да биде променето на ниедно друго. Овие луѓе што се тука зрачат со светлина и со љубов. Нивните срца и души се благородни. Нивната мисија е со возвишена цел, а сите ние тука што сме да им дадеме поддршка, се солидаризираме со нив од многу едноставна причина, бидејќи со љубов и со сето срце ја сакаме нашата земја и нашите поколенија сакаме да останат, значи, во земја која што ќе се побележи своето име, која што никогаш нема да биде променето, бидејќи Македонија од секогаш постоела и ќе остане. Ски протестирам заедно со луѓето овде за да се сплотиме сите македонци, за да ни тргне работата, затоа што ако чекаме некој друг да не заврши работата, тој ќе не пораби, ќе не заврши, ама ќе не пораби. А вака најубаво е сами да се фатиме во своји раце работави, да се тераме понатаму. И мислам дека треба сите што ја сакаат оваа земја да се потрудат, да дојдат тука, да ни дадат поддршка, да успееме сите заедно со заедничка мисла, намера, заедничка свест, да избуткаме работа, да не се смени името, да се останеме она што сме секогаш и биле, македонци. Благодариме на вниманието. Да се видиме субеш. Пријатно. Сите што се градски уци треба да дојдат. Спасе Јовчев, чистокрвен македонец од чистокрвни родители. Потомок сум на античките македонци, на македонците после Христа, на нашите кралеви, првиот крал македонски Каран, на императорите, на императорот
Филип II Македонски, на императорот Александар III Македонски, на императорот цар Самуил Македонски, на императорот цар Дусан Македонски, и затоа протестирам со глад и му благодарам на Сдруженијето што организира ваков штрајк. 48 часове штрајк со глад за не промена на името. Тука нормално се што е македонско мора да го зачуваме. Јас апелирам, да речеме, до сите наши да се стрпат и дома кој може да не се приклучи со еден оброк помалце, да го осетат тој глад на организмот и што значи да нашето име и нашето идентитет. Мора да го зачуваме. Методи го поддржувам штрајкот за наименување на името Македонија, бидејќи ние сме македонци. Не можеме друго ништо има. И овде кај што го снимаме ова интервју, треба цел македонски народ да дојде на плоштадот и да се ја биде целосна историјата на него. Бидејќи ако не може историчарите да докажат македонската историја, овде на плоштадот во главниот град на Македонија, Република Македонија, е прикажена целата македонска историја. Ако можем, и ја би се приклучил викам на штрајкот за наименување за наименување на името Македонија. Со тоа согладување треба масовна организација, апел за масовен митинг на сите генерации, на сите луѓе, сите македонци и да се потикнат и да свеста македонска да излезе на дело овде кај еден пат. И да се организираме до кога ние ќе ќутиме и ќе ги толерираме овие грчки, фашистички ставови однос на Македонија, па на Европската унија, исто. Апсолутно. Запад ја поддржува Грција во однос на Македонија. Ете, овој прекрасен ден имаме привилегија после 2 дена облачно и дожд и сонце да не огрее, а ние сме народ на сонцето, чеда поротот боговите со херојски дела и ден денес уште не надменати. Јас се викам Светлана Видиц и овдека се живеам во овој мој град Скопје. Многу тука сум родена и многу си го сакам и си го почитувам. И уште повеќе го сакам сега вака изграден нов, ова е некој нов град. Макар сум од сега простара Светлана. И сега исто така да ви кажам дека овие штрекувачи што штрекуваат со глад за непроменување на името на Република Македонија имаат поддршка од мене и од сите вие граѓани на Република Македонија што мислите како мене. Фала ви и поддржувате нив. Јас сум Ѓорѓе Ивановски, учесник во штрајкот со глад за непромена на името Македонија. Овдека неколку души, 20 души се собравме за да протестираме пред меѓународната заедница и пред сите оние што се двојбат од тоа дали постои Македонија и која е Македонија. Со мир во срцето, со биста рука, со љубов во градите, нека ги отворат сите и они своите очи и своето срце да не прифатат ние зашто сме ние, да не прифатат нас зашто ние сме македонци. Да ни дозволат да ги расшириме своите крилја и да го обгрлиме целиот свет во нашите пазови. Јас сум Горан Коруновски. Тука се собравме сите и штрекуваме со глад за непромена на името на Република Македонија. Имаме добар дух во шаторот, сите сме во добро расположение и ќе издржиме така до утре. Стварно овој штрајк со глад ми е љубовта кон мојата држава, а исто така воедно сакам и да му искажам голема благодарност на Ѓорги Филев за се што има направено за мене и за мојата фамилија. Од една страна светиот дух и вербата во Бога, од друга незнабожците исполнети со мраза. И вие, роде мој древен, избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со свет дух, со словото на Бога, крстени со религија на дарување, со небесата ќе се покријам, на главата ќе го ставам јасното сонце, ќе се опашам со острите звезди да ме вардат од секакво зло и ќе си останам тоа што сум бил, што сум сега и овде, сал со Бога ќе си останам македонец и во век и векови. Амин, Мајко Божја, Господе дарителу на животот и светлината, мајчице земјице, вишно небен
Древенце, света и лекоита војце, сонце златно и атерот, светата Божја љубов. Во секого од нас, во секого од вас спие по еден заспан ангел. Ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме македонци и луѓе. Фала му на Господа што сме живи и здрави. Јас сум Тихомир Стојановски, учесник во штрајкот со глад за наменување на името на Македонија. Благодарам на Бога што со тајфата на Ѓорги Филев 19 луѓе штрајкуваме 48 часа за да покажеме дека Македонија и македонизмот е светлина и љубов, дека во време кога се зборува за обединет свет, за Европа без граници, за еден свет, се врши притисок врз нашата земја, врз македонската култура да го промениме своето име од неразбирливи причини. Ќе кажам само дека можеме да штрајкуваме уште 10 дена, дека сме полни со љубов, дека се храниме со светлиот дух македонски и дека името Македонија значи светлина и светлината не можете да ја ставите ниту во рамка, ниту да ја затемните, таа вечно ќе свети зашто е поврзана со божествената енергија на љубовта, на раѓањето и на создавањето на светот. Cice